Господин Груевски, одговоривме многу прашања за периодот додека бевте на власт. Одговоривме за тоа, за причините за операцијата против вашата влада. Меѓутоа, кажете ми, клинот, да речем, во ковчегот го стави Пржинскиот договор. Зошто подпишате таков договор? Тоа е често поставено прашање од многу луѓе. Зошто се подпиша договорот, особено зошто се подпиша за СЕО такво како што беше ставено. Ќе ви кажам еден значаен момент од тие разговори. Поголемиот дел од Пржинскиот договор не беа нешто проблематични. Предвидуваше предвремени избори, ние имавме во тој период според сите анкети многу подобар рейтинг и ни одговараше избори што порано. Предвидуваше учество на опозицијата во државните институции за време на избори, што може би не е така лошо. Еве сега гледам ВМРО го бара тоа како опозиција. Она што беше најпроблематично во тој период, поврзано со Пржинскиот договор, беше специјалното јавно обвинителство, такво како што стоеше таму, на начин како што беше осмислено. И ние не се согласувавме на тој начин така да помине. Меѓутоа, имаше преговори за секоја различна работа посебни и последно беше оставено СЕО. Во преговорите за СЕО јас не учествував директно. Ги оставив Никола Поповски и Никола Тодоров да ги водат тие преговори. Повремено излегуваа ми информира како течат разговорите, но тие ги водеа. И со некои работи ние не се согласувавме, меѓутоа во еден момент се случи една ситуација во која што заедно Али Ахмети и Мендук Тачи дојдоа таму каде што во собата кај што бевме сместени ние. Кога зборам ние, мислам јас и уште едно 5 души што бевме во преговорите, бидејќи јас сам не ги водев преговорите, бевме најчесто околу 6 луѓе бевме, членови на извршниот комитет. И тие ни кажа, ако не се прифати вечера вака како што е, Ахмети вели, ние утре ќе ја напуштиме владата. А Мендук Тачи вели, ние нема да влеземе во владата. Тие замина, ние почнавме да разговараме меѓу нас. Нормално преку телефон се консултиравме и со останати членови на извршниот комитет, но бевме 6 души на тоа место. Тоа беше ситуација на свршен чин, тоа не беше уцена, туку ситуација пред свршен чин. Пресметката, анализата кажуваше дека тие може да го направат тоа и дека во тој случај за 2-3 дена ќе имаме ново мнозинство и нова влада. Предводена од СДСМ, ДУИ и кој се друг требаше да биде таму, Мендук Тачи, ДПА и така натаму. И тогаш ќе направија и СЕО како што сакаат, и полошо од ова СЕО, и се друго што сакаат да направат, ќе го направија како мнозинство во парламентот. И тоа веднаш во рок од, 2-3 недели ќе се завршише. Не ни личеше дека блефираат, уште помалку не личеше дека не се координирани меѓу себе, но и со други. А кој ги координирал? Да? Па имаше таму доста луѓе. И од Македонија, и надвор од Македонија. И доаѓаа координирани. Така што имавме еден долг разговор после тоа помеѓу нас, вклучително и телефонски консултации со други членови на извршниот комитет, како да постапиме. Од кај нас од нашето мнозинство беа заминати и Лиле Поповска и Павле Трајанов и со тоа ние од 62 бевме спаднати на 60. Веројатно беше дека може да најдат уште еден. Немавме алтернатива тука во тој поглед и проценивме дека е извесно да се реализира тоа сценарио во наредните неколку дена, да се формира не нови избори, ново мнозинство со нова влада и нов премиер, нови министри и така натаму, во кое што ќе влезат сите, освен ВМРО ДПМН. Така што бевме ставени во ситуација на свршен чин. Вака, си рековме, вака подобро е ова да го прифатиме, ќе добиеме на време да можеме да работиме, да можеме да изискуваме некои работи, да можеме да промениме нешто, а исто така ќе добиеме можност во исто време и да влијаеме
да тоа биде барем така како што е сега, затоа што можеше и полошо да биде. Значи СЕО, ако не учествувавме ние во СЕО, ако го правеше новото мнозинство, ќе го направеше уште полошо тоа што е сега. Меѓутоа господин Груевски не е Некој ќе рече можеби па не може од ова полошо. Може од ова полошо. Биете сигурни. Така што тоа беше таа ситуација во која што проценката испадна дека треба да го прифатиме и да ја продолжиме борбата понатаму, да бараме решенија за многу отворени прашања. Се извинувам, ве прекинав два пати. Не е само СЕО проблем во Причинскиот договор. Има доста критики. Вас ве гласаа граѓани кои што веруваа во вашата програма за да ставите, да направите тим од луѓе кои што вие ќе ги изберете врз основа на тоа што сте го ветиле. Вие со Пружинскиот договор прифативте да имате луѓе, министри во влада на ВМРО кои не биле гласани на избори. Добро, ма еве се и сега прифати СДСМ. Значи тоа на некој начин стана правило. Стана правило, меѓутоа и во оваа ситуација тоа мислам дека според мене не е Еве коректно. сега ако има парламентарни избори, ВМРО ДПМН ќе го добие позицијата министар за внатрешни работи и така натаму и така натаму. Значи тоа што тога се издоговори на некој начин можеби не по автоматизам, подосна со дополнителни интервенции, но стана правило што го посакува секоја опозиција и можеби не е толку лошо да опозицијата има некакво влијание во организирањето на изборите во една земја како Македонија. Мислам дека тоа не беше пресудното, не беше клучното. Имаше други работи што се случуваа подосна, кои што влијае на исходот на изборите, иако ние тие избори ги добивме. Иако немаше други интервенции од ваму од таму, ние ќе составивме влада. Ние веќе ја бевме договориле. Кога сме кај изборите околу владата, точно ли е тврдењето на поединци од ДУИ од СДСМ дека вие сте прифатиле закон за двојазичност на барање на ДУИ со многу поголеми ингеренции во законот, со многу поголеми отстапки? Јас слушнав дека имаше обвинување дека сум го прифатил истиот што СДСМ го прифати. На тоа мислите? На овој закон? Овој закон како што СДСМ го. Да, за да добиете влада или коалиција со ДУИ сте прифатиле дули со повеќе отстапки. Не. Ваков закон како што СДСМ прифати, не сме прифатиле. Во онаа верзија што ние договоривме со ДУИ, ниту парите, на парите требаше да има двојазичност, ниту на униформите, ниту на еден куп други работи. Значи, ние имавме, практично нашите преговори со ДУИ беа преговори за законот за јазици. Постоечки. Друго многу малку преговаравме. 90% од преговорите во декември и јануари 16-17 беа поврзани со законот за јазиците, односно со финеси негови. Ние во тие преговори многу од работите што ги отфрливме подосна СДСМ ги прифати. Од она што се сеќавам, знам дека беше двојазичноста на униформите, знам дека беше двојазичноста на парите, на денарите и уште неколку други работи, не се сеќавам. Значи, се гледавме да биде во рамките на уставот, затоа што овој закон сега е неуставен. Причинскиот договор е неуставен. Како договор не може да е неуставен, може да се неуставни закони од него што произлегуваат. Иначе договор како договор си е договор, но законите што произлегуваат од него, например, СЕО е неуставен, да. Апсолутно. Зашто прифативте тоа СЕО? Ви кажав каква беше ситуацијата. Ако не прифативме ние, за недава дена уште понеуставен ќе донесеа, уште полош и уште полоши работи ќе се случат. Затоа што координирано дојдоа ДУИ ДПА, односно Ахмети и Тачи, и ни го кажа ова. А дека биле координирани и вклучително од некој друг координирани, подосна тоа го дознав и од некој од учесниците во тие разговори. Во 2008-2014 имавте мнозинство во парламентот, имавте можност да ставите крај на луѓето кои што ја ставија Македонија во она транзицијска криза, така наречените транзициони политичари. Вашиот наследник на лидерското место во партијата, можам да констатирам дека и со право ве критикуваше дека ваша е вината што ВМРО ДПМН не расчистило со транзиционите политичари тогаш кога имаше можност. Зашто не расчистите тоа? Со транзиционите политичари расчистувањето не е поврзано со мнозинството во парламентот, дали е 62, 60, 57 или 56. Важно е дека имаме влада
и важно е дека сакавме и правевме се што можевме да направиме. Значи, се што беше законски можно да се направи за некој што направил некаков криминал, го правевме. Не можеме да излеземе вон законот. Јас ќе ве потсетам дека, например, најголемиот криминал во Македонија е законот за односно приватизацијата. Таа е законска. Тогаш ВМРО ДПМН не беше во парламентот. И СДСМ донесе закони со кои си направи таква приватизација која што е очигледно дека е криминална, но озаконет криминал. Значи, начинот на кој што беше направена го пише у закон дека така треба да се направи. И ти не можеш да уапсиш некој бидејќи постапил по закон. Ме разбирате? Да. Така што тој дел, се што можеше да се направи, се направи. Ја не се сеќавам дека Христијан Мицкоски, додека бевме соработници во владата и во партијата, дека некогаш дал замерка дека нешто не е направено во тоа време. Веројатно ако имал нешто поконкретно ќе кажу, претпоставам ова го кажа општо. Ако го мисли на Заев, јас Заев не мислам дека е транзиционен политичар. Тој е измамник на новото време. Тогаш зашто не решивте со него? Мислам, тој стана бизнисмен подосна. Значи не е во времето на 90-тите кога е транзицијата. Тој е измамник на новото време. Меѓутоа неговиот тим околу него најблиските соработници на Заев се најголемиот дел од луѓе од транзицијата. Дел да, но не сите. Не сите, Да, меѓутоа. Проти сите што сме имале нешто докази за криминал, сме постапиле. Но ви велам, некои работи што изгледаат криминално, они си ги направиле законски да видат. Но вие Например, законски било да можете да ја приватизирате фирмата со пари од фирмата. Директор се на фирмата, не се собственик. Зборам во 90-тите. И како директор работи фирмата, вие взимате некакви дивиденти, од тие дивиденти си купувате акции во фирмата, работниците нема што да прават, ви ги продаваат и нивните акции, така натаму. Значи се направено да изгледа закон, да биде закон, не да изгледа. На лесен начин, со символични суми пари, да дојдат до огромен капитал. Како ќе го затвориш после тоа? Како ќе расчистуваш? имаше иницијатива ВМРО од ДПМН, ако не се лажам, своевремено во парламентот за токму околу транзицијата за ретроактивно разгледување на тие дела. Имаше некакви иницијативи, не знам што се случи со тоа. Не се сеќавам. Кажете ми, ја повлековте тужбата против Зоран Заев за за случајот Македонска банка, сега тврдите дека е криминалец. Зашто ја повлековте? Ја повлеков затоа што не сум во Македонија. И таа тужба дојде до Врховен суд, Врховниот ја врати на повторно одлучување заради некои процедурални работи, а ја на повторното судење не можам да се појавам, бидејќи имам користен политички азил во Унгарија. Така што ако не ја повлечев, ќе имаше нови рочишта на кои што ја немаше да присуствувам и судијата ќе речеше, бидејќи тужителот не дојде, се отфрла тужбата, ќе се случеше исто, уште ќе излезеше дека јас како да бегам од рочиштата, така што од причина што сум прогонет во политички азил, си реков подобро да ја повлечам, отколку само да се случуваат работи кои што ќе ги толкува некој на начин на кој што ќе сака да ги толкува. Зборуваме повторно за вашиот политички азил. Сакам да ве прашам, толку ли е лоша ситуацијата во судскиот систем во Македонија? Да мора да барате политички азил во друга држава? Ситуацијата е катастрофална, полоша не знам дали може да биде. Имаме ситуација во која што судот е раководен од политичарите, од власта. Судот е раководен од СЕО, кој што е па во директна спрега со Социјалдемократскиот сојуз. Значи СДСМ и СЕО можете да ставите знак равенство. Прво затоа што првиот човек на СЕО се испостави отпосле, за жал, откако веќе беше поставена, дека е член на СДСМ со членска карта. Незината членска карта дојде во нашите раце. Тоа не го знаете. Не го знаевме. Да го знаевме, тама работа. Членската карта излезе во медиумите. Се пронајдоа сметките преку кои што госпоѓа Јанева плаќава чланарина на својата партија. И тие излегува во јавноста. Но излегува во време кога веќе не можевме ништо да направиме. Законот за СЕО се носи со двотретинско мнозинство и не можеше ништо да се промени. Така што излезе дека практично на чело на СЕО застана човек кој што е член на СДСМ, уплаќа чланарини преку банка и е на навигација, по директна контрола на Социјалдемократскиот сојуз и на Зоран Заев.
Од тие причини таа си одбраи тим на обвинители кои што исто така речиси сите се СДСМ ориентирани и вработените во најголем дел се поврзани директно со СДСМ. Таму имате деца, роднини, пријатели на луѓе од СДСМ, на судии блиски до СДСМ, обвинители блиски до СДСМ. Имате се, освен, да речеме, некој што е коректно примен на конкурс, според знаење, според капацитет, според се она што треба нормално да биде во приедно примање на вработени. Така што испадна институција на СДСМ. Кој е навигаторот во СЕО? Во СЕО кој е? Да. Се разбира СДСМ. Конкретно Имаат и некои надворешни центри своје влијание, но СДСМ си има дневна комуникација со СЕО. Директно Зоран Заев и луѓето околу него. во Оливер и сите други. Нашите сознанија од луѓе од знатре, од СЕО укажуваа на тоа дека и специјалниот јавен обвинител и незините соработници во минатото на дневна база се слушаа со СДСМ или се гледа и се координира. Кој предмет да оди порано, кој да оди покосно, со што да се тргне сега, како да се тргне, значи како едно. Тие беа како едно. СДСМ беше како општински комитет, СЕО беше како општински комитет на СДСМ, како еден од општинските комитети кои што се координира со централата. И се уште е така. Ја информиравте ли меѓународната заедница за тоа? Да, многу пати ја информирав и писмено и усно, но немаше реакција. Имавте случај во кој што еден од вашите адвокати го напушти вашиот адвокатски тим. Да. Што беше причината за тоа? Па причината за тоа беше закана од СЕО. Кој поточно СЕО му се заканал на адвокат? Не можам за тоа да зборам детали, но заради тоа што може да му направам штета, но беше испратена преку посредник закана од СЕО и токму заради тоа потоа решив да ангажирам повеќе адвокати за ако дојде повторно таква ситуација, барем некој да остане во тимот кој што ги знае работите, кој што ќе биде континуитет, кој што ќе продолжи и така натаму и бев принуден да барам по 3, по 4, во некои случаи дури 6 адвокати, пошто видов дека во клучен момент може да изврши притисок СЕО да адвокатот се повлече. Но и новите адвокати ви беа казнети по 1000 евро. Прво ни даваа до знание дека тој не е добар адвокат. Кога оде во СЕО за разни случаи, ќе ми нафрлеа тој не е добар адвокат, затоа што адвокатот беше каде супериорен во однос на луѓето од СЕО. Супериорен во знаење, во квалитет, во снаоѓање во предметите, во правото и така натаму и тоа ги нервираше. И почна прво да ни даваа до знание усно, не ви е добар тој адвокат, не работи добро за вас, треба да си најдете други имења ни спомнуваа кого да сме си земеле за адвокат, значи си дозволува да бираат кој ние да го земеме за наш адвокат, кој ќе се бори против нив. Имаше ли непристојни понуди од СЕО? Бевте ли врбован да бидете соработник на СЕО? Да. Имаше ли понуди од семејството Зајмеш? Од кланот, да го кажем? Имаше од се понешто. Имаше и од СЕО, во една прилика кога бев во СЕО да дадам исказ. Потоа бев поканет во друга канцеларија на приватен разговор. Беше инсистирано да не влези адвокатот со мене, односно да бидам сам. И низ разговорот ми беше укажано дека би било добро да соработувам, да помогнам, така беше да помогнам, ако може да помогнете за другите обвинети. Бидејќи ја веднаш им кажав дека нема ништо. Нити има дело, нити може да има докази бидејќи нема дело и па добро, може би немаме, ама вие знаете многу работи, може да им помогнете. Наведоа неколку имена за кои би можело да им помогнам. Тоа беа дел од моите соработници. Им кажав дека не можам да помогам и некого да го правам крив ако не е крив. А што ви нудеа за возраст? Па се подразбира дека олеснителни околности за се. Значи, други да се заглават, а јас мене да ми извадат од случаите. Кажете ми, имаше ли случаи кога против вас некој сведочал лажно? Или случаи кога други луѓе кои што знаете дека сведочеле лажно за некои други ваши соработници во... Знаете што, има луѓе кои што не можат да го издржат притисокот и за да се извлечат од тоа, прифаќаат да сведочат лажно, само за да бидат раат, да бидат мирни, па овие другите нека си ја чукаат главата на суд. И по затвори, не дај Боже. Има такви ситуации. Имаме лажни сведоци, имаме да речеме оној
Томислав, не се сеќам на презимето од Општинскиот комитет Центар, класично важно сведочење имаше. Мислите на советникот од општината? Советник, да, беше и председател на Општинскиот центар и советник во класично важно сведочење. И тој некако им стана советник, им стана сведок за се и сешто. Пошто и во други случаи почна да се појавува. Господинот Мунир Пепиќ беше казнет, иако тој пријавил дека некој му нудел подкуп од 100.000 евра за да сведочи лажно. Да, имаше таква ситуација. Мунир Пепиќ пријави во полицијата. Тоа беше, ми се чини, уште во 16-та, кога Мунир Пепиќ пријави дека му се нуди, ми се чини, некоја износ од 100.000 евра. 100.000 евра, да. Способност не го И наместо да биде награден за тоа, тој беше после ставен во два други предмети како обвинет. И човекот е сега во домашен притвор, мислам дека уште е, оди на суд и чека казна. За ништо, повторно за ништо. Едното е за 27, второто е за Титаник. А луѓето кои што ги пријаде? Ништо не им фали на тие. Тоа се заташка. Тотално се заташка. Никој таму, тој што нудел мито, тој го нема ни на суд, го нема никаде. А тој што го одбил митото, го уфрваат у два предмети, го ставаат во куќен притвор, му го уништуваат животот, нема плата, нема ништо, станува социјален случај, па ја унесува во судници, кога се држи судење, затоа што има висок притисок, па доаѓаат болнички коли, па на лице место го оправуваат за да продолжи судењето. А тој што го нудил митото и тој што го испратил тој да нуди мито, тие се сега на власт. И никој не покренува ништо за нив. До толку ли е селективна правдата? Многу повеќе од тоа. Ке морам да ви верувам. Па еве го, има све ова докажливо. Значи има пријава на Мунир Пепиќ, има писмено дадено, изјава има пред обвинител дадено, кој точно по име и презиме му нудел мито. На кого се повикал? Тој што му нудел мито се повикал дека е пратен од висок функционер на СДСМ по име и презиме го има кажано. Функционерот си е министер. Тој што го посредникот што нудел мито нема никаков проблем. Тој што го одбил митото оди во куќен притвор и два случаи има против него, од кои што едниот е 27. А на 27 е ставен затоа што бил вработен во агенција за разузнавање и следава некоја личност, следејќи ја таа личност влегол во собранието. Нели има службена белешка? Има службена белешка. Се е приложено до СЕО, нема врска, го тераат, се оди на судови, се лежи у куќен притвор. Тоа е тоа. Тоа е правдата во Македонија. Како тогаш... Не сум јас случајно тука дојде. Како тогаш нелегално прибавени материјали, прислушкувани материјали може да бидат доказ на суд, а исказ од прво лице не се зема за... Вака сега да ја кажам. Ние имаме закон кој што јас да земам да го пишувам, не можам појасно да го напишам. Законот е кристално јасен. Вели вака. Нелегално прибавени аудио или видео материјали не може да бидат докази во судска постапка. Ниту пак од нив да се извлекуваат докази. Ја не знам како би можел подобро да се напише и појасно. Најасно што може да биде. Под притисок, апелациониот суд носи одлука дека може да биде. И тие се сега докази во постапка. Меѓутоа има и... Второ, истите тие снимки се копии. Тие биле снимени на некоја опрема, таа опрема не постои. Судот не може да провери дали копиите одговараат на оригиналот. Законот е јасен, дециден. Копија не може да биде доказ во суд. Освен ако не е споредена со оригиналот. Ниту е, ниту може да биде споредена со оригиналот. Судот ги прифаќа да бидат докази. Која правда тука да ја гледам? Затоа што телефонски разговори, се извинувам што ве прекинувам. Телефонски разговори може што сакате да правите со нив. Во денешно време има технологија. 3,5 секунди да ви го снимаат гласот, после може друг да зборува со вашиот глас. Мислам, друг да е снимен, како зборува, што сакате, а преку софтвер гласот да биде вашиот. Ако преходно неколку секунди ви го снимиле вашиот оригинален глас. И судот вика,
Судот тера понатаму како да адвокатите не го кажале тоа, како да не прочитале член од законот. Тие стануваат, земаат лист вака и читаат. Член тој вели вака, вака и вака. И го читаат, си се слушаме, не треба да биме правници за да разбереме македонски јазик, така? Кога е нешто многу јасно напишано, појасно не може да биде. Судијата го гледа, како низ такво, завршува тој и продолжува како да не е кажал ништо на судиката. Меѓутоа во законот има можности оној кој што стекнал или било како се добавил до нелегално прислушкуван материјал, има рок од 20 дена во кој што може да го пријави. Тоа е законот за приватност. Да, тоа е законот за приватност. Тоа е трета работа. Значи прво е затоа што се нелегално прибавени. Второ е затоа што се копии. Трета работа е законот за приватност. По законот за приватност кој што се направи негде, ако не се лажам, есента 2015, се предвидува дека снимките што ги има СДСМ е должна да ги предаде во судот, односно во СЈО, се извинувам, во рок од 20 дена. Потоа ниту може, ниту се валиди. Значи, законот вика само за сега ќе важат снимките и во иднина не смее снимка, ваква снимка да биде предмет на судски гонења. Но ќе важат ако за 20 дена ги даде. СДСМ ги дава за 50 дена. Предпоставам во меѓувреме си ги ваделе нивните разговори. За да нема докази за криминалот што го правеле. Им требало повеќе време. Ако го следите овој закон, секој нормален правник, адвокат, што сакате, судија, ќе каже, добро, за доциле, согласно законот за приватност, овие разговори не се дале во рокот, се дале после рокот, не важат. Па важат. Важат. Но во тој период кога Затоа што така им рекле од штабот на СДСМ. Ќе важат. Сакам да ви кажам во тој период. Она, знаете, лета ли магаре, тоа лета. Да. Сакам да ви кажам, имавте можност, тогаш бевте власт. Имавте можност и тој закон да побарате одговорност, законска одговорност. За законот за приватност. Ако СДСМ тогашната опозиција го прекршила тој закон, зашто не реагирате? Ние после го откривме тоа. Отпосле нашите правни тимови открија дека СДСМ не го предава во рок од 20 дена, туку во рок од 50. Кога го откривме, веднаш реагиравме на судот. До толку повеќе што тие ги дури си објавуваа, си тераа пропаганда со зашто не реагиравте? Зашто? Тој закон е есента донесен, више беше престанато објавувањето на снимките. Но кога подоцна видовме што се случува, пристапивме на судот и го кажавме. Судот не реагира. Се плашат, судиите се плашат. Од кого се плашат? Зашто се плашат? Се плашат за себе. Вака да ви кажам, судиите ја ги делам у две групи, овие што нам ни судат. Ја не можам сега да цело судство да зборувам. Зборувам за искуствата со кои што јас лично се соочив и моите соработници. Значи има една група која што се приврзаници на СДСМ, силни приврзаници. И тие и не треба да им кажуваат многу од СДСМ што да прават, си знаат. Не треба да им намигаат, не треба да им зборуваат, си ја тераат работата како што мисла дека е најдобро за нивната партија. Има втора група, и таа е и поголема можеби, кои што не се членови на СДСМ, не се нешто припадници, може се благи симпатизери или нешто така, но се плашат да тераат бидејќи се плашат за себе, да не бидат тие казнети. Да не бидат доведени у ситуација да бидат сменети, прераспределени во сектори кои што се помалку важни, уназадени на некој начин, или пак разрешени од суди, или дури може да бидат ставени на обвинителна купа. Тоа тие го зборат на нивните најблиски. Ние сме мала држава, се дознава. Тие самите си зборуваат на нивните најблиски дека ако не досудат, така како што СДСМ очекува, дека може тие да се најдат на обвинителна купа. Ако ќе прашаат, па зашто? Одговорот е, па зашто Груевски и другите ги ставиат, така и мене ќе ми направат. Тоа им е одговорот. Ако може поранешен премиер, министри, за ништо да ги стават, зошто па еден судија да не може да го става? Ќе му најдат нешто, ќе му измислат толкување вакво, онакво, такво, седи тука се. Доаѓа на рочишта. Сака да ве прашам во врска. Самите тие го говорат во приватни кругови. Нивни луѓе не кажуваат. Имаше еден еклатантен пример на непостапување од страна на судиите по однос кога станува збор за вештаците кои што вештачеа во случајот Тенк без лиценца. Немаше никаква реакција од судот, меѓутоа по
Овој одговор веќе и прашањето е одговорено. Не само во Тенк. Во еден куп случаи. Знаете што? Кога вештачите во Тенк се открија затоа? Голем дел од вештаците им истекле лиценците. Не знам од која причина не извадиле нови. Треба да полагаат испит за да извадат нова лиценца која важи ми се чини 5 години. Во тој период кога немале лиценца, тие си продолжиле да си работа, си вршат вештачење. На база на тие вештачења нас не судат. И ние викаме, нормално, ова вештачење е направено од човек што нема лиценца. Докажливо, проверливо, Министерство за правда ги издава лиценците. Имаме од таму написмено дека немаат лиценца. Судијата тера. Како да имаат? Не го интересира. Не сме, се плаши. Да не изгуби он лиценцата за судија. Добро, нема ли некој друг судија или мора ли тоа? Ке видиме дали има или нема. Се плашат. И апелациониот суд е исто така под притисок. Вие гледате апелациониот суд, толку искусни судии, тие не може да не знаат. Дека не може да не разбира дека во законот пишува јасно дека нелегално прибавени аудио и видео материјали не може да бидат докази. И носат таква одлука. Така и за вештаците. Си го купуваат сопствениот мир, сопствениот комодитет, не сакат тие да влезат во проблеми, гледаат што се случува, гледаат дека за мали работи се апсат луѓе, за мали работи се притвораат, претреси се прават, се малтретираат, се осудуваат. Ева зашто ја да бидам во ваква ситуација? Ова е лудо време. Ова не е време на правда, на ред, на поредок и така натаму. Ова е време во кое што ако некој од власта ти се намирачи, што сакаш прави ти, колку сакаш биди чист, ќе бидеш осуден. И судиите го гледаат тоа и викаат, добро да си седеме ние мирно, како ја каже така, додека не пројде ова лудо време. Во оваа насока ќе можем ли јас да заклучам дека она изјава на господјата Катица Јанева на самитот на ОПСЕ, каде што отворено кажа дека има снимки, нелегално стекнати прислушувани материјали и за судиите, меѓутоа тие нема да ги објават. Да, тоа е едно од заканите кон судиите. Значи јавно кажу, имаме снимки за судиите. Со секој судија разговарал милион пати на телефон. Дали службени разговори, дали приватни разговори. И веднаш тој е веќе потенцијално уценет. Вика, чекај, може има мој. Може јас утре ќе ми извртат нешто. Може има некои приватни разговори, што не сака да ги дознае неговото семејство или некој друг. И одеднаш почнува да го слушаат СЈО како ќе каже така. Ние кога седевме во судницата, ја гледав како постапуваат судиите. Например, станува наш адвокат, нешто предлага. Во најголем дел од случаите, судијата погледнува кон СЈО и чека сигнал. Или вербален, или невербален. Или да кажат нешто, или гримаса некоја да направат, за да знае што да прави. А бидејќи ние го видовме тоа, почнавме и ние да гледаме кон СЈО, за да видиме што ќе реши судијата. И откако таму ќе направат некоја фаца, да или не, судијата носи одлука и вика да се прифаќа ова или не се прифаќа. И гледаме дека судијата практично стана марионета на СЈО. Затоа што тој во СЈО препознава СДСМ, препознава подршка од меѓународна заедница и вика што имам ја тука да се закачам. Како ќе свира така ќе игра? Се направи монструм од СЈО. Да, во една ситуација дури беше и комично. Обвинителката на СЈО, господјата Фатиме Фетаи, откако ги казнија адвокатите, ја објави радосната вест во наводници. Да. Значи, мислам, беше комично. Да. Не ги, затоа што судот ги казни, не таа. Ама зашто ги казнува, сега да се разбереме. Истиот суд, истото оделение на судот, им закажува рочишта на адвокатите, две различни рочишта во исто време. И сега адвокатот X во 10 часот во петок треба да биде и на рочиште кај еден судија и на рочиште кај друг судија. И тој не може на две места да биде. И на едното не оди. Најавува дека нема да оди, заради тоа што е на другото, кај колегата негов со кој цел ден се заедно. И можат ако сака да се договорат. Да речат, ја у 10 ќе бидам, ти у 1 почни. Таму кај што нема да отиде, тој судија го казнува 1000 евра. Тоа е притисок врз адвокатите, ништо друго. Тој знае дека адвокатот не отишол на годишен одмор,
Не дошол затоа што сака да го избегне рочиштето, отишол на друго судење во исто време кај неговиот колега, за кој што они имаат распоред и знаат точно кој каде ќе биде. Кој адвокат каде ќе биде. И тука е она колку што се сеќавам кога фатиме станови и кажува ве молам гласно да ја соопштите, ако не се важа, мислам дека така беше. Гласно да ја соопштите пресудата, да ја чуеме сите радосната вест. Тоа е како да ви кажам, изживување. Тоа го нема нигде. Тоа го нема нигде. Не ќе да зборам ништо лошо за некои ликови, но на некои луѓе не име местото таму каде што се. Например, потона интегритетот кај судиите. Тоа е тотално потонат. Нема интегритет. Нема, прават нешто во што самите знаат дека грешат. Само за да си немаат проблем. Меѓу себе си зборат. Јас сум слушнал некои разговори и ми ги прераскажале од човек на човек, па ќе дојде до мене. И вели, си збореле меѓу себе, ај сега да видиме ќе има ли маш што ќе го прифати ова дека како што е. А тоа е дека од повиканите аболиции од председателот Иванов се валидни. Па нема. А знаат како е. Знаат и професорите на правен факултет. И тие што искачаат на телевизија да зборат, и тие знаат. Знае господјата Тања Милева? Знае господјата Тања Милева, апсолутно, сите знаат. Колку за појаснување, Тања Милева е сопруга на председател, на член на ДИК по предлог на СДСМ. Да, точно, да. Таа беше во апелација во времето кога се одлучуваше за Тенк. Но тоа е за друга работа, значи. Не, за чисто Тенк. мене ми беше околу непотизмот. Кога ме оставија 10 часа да бидам на суд без адвокат. Затоа што ги пратија моите адвокати, односно не ги пратија, него закажа во исто време кај Добрива Кацарска, која што казнуваше по 1000 евра ако не и присуства адвокат, а во исто време тие треба да бидат да ме бранат мене на апелација. И овие отидоа таму кај што ќе ги казнат по 1000 евра. И ја останав без адвокат. И побарав одложување, ама не за 2 месеци или за 6 месеци, за 2-3 дена одложување. Беше петок, ако може понеделник. Не може. Тоа беше дел и од извештајот на комисијата за... Не може, решиле тој ден треба да се заврши. Да. Тоа беше дел и од извештајот на комисијата за заштита од дискриминација. Не, барањето за одложување. Не, дискриминација одлучуваше во делот на основниот кривичниот суд кај Кацарска. И донесе одлука, мислење, дека сум бил предмет на дискриминација, директна дискриминација, точно така го викаат, предмет на директна дискриминација, заради политичка припадност и така натаму пишува све точно во тој документ. Токму во тоа мислење и се нафрлија после на комисијата, ќе ја менувале комисијата заради тоа што донела мислење што е спротивно на нивното мислење. Па тогаш зошто се тие независни тела? Еве сега колку што чув менуваат закон за да може да ја сменат комисијата за дискриминација, бидејќи постапила спротивно на очекувањата на власта. Вас бевте вие секојдневно бевте. Имаше недели, имаше 2 недели поред, секој ден од сабајле до вечерско. Да, исто како и не можеш ни да се подготвиш за наредниот ден. И тоа свесно беше правено. Токму тоа беше ставено и во мислењето на комисијата за дискриминација, дека сте немале доволно време на одбрана, да се подготвите. Не само тоа, многу работи имаше таму. Тоа е една од работите. Меѓу кои и ова за барањето за одложување. Да. Значи, во ситуацијата, во случај во кој што нема... Не, барањето за одложување на апелација не е во таа пријава. Океј, тогаш јас имам... Во оваа пријава ето. Да. Поврзана со основниот, со кривичниот суд. Независно. Во случај кога нема притворени лица во случајот за кој што сте вие обвинет, итност не постои. Вас ве одбиваат. Зашто, например, каква е оправданоста, например, се одобруваат барање за одложување на рочишта на лицата кои што се обвинети за тероризам од диво населје, а вие кои што се обвинети за диво населје ќе го разлекуваат колку што можат. Меѓутоа таму постои итност, тие се монструм до 101 и назад ќе го разлекуваат. Тие не се важни. Важни ме ВМРО Никола Груевски со работниците негови поени да добијат пред нивните гласачи. Кај што збореле дека еве ние кога ќе доеме ќе ги уапсиме и после гледат нема зашто да не уапсат. Тропале глупости, 5 милиарди сме однеле, не знам што сме направиле, милиони сме оплячкале, доаѓаат гледаат, нема такво нешто. И сега ајде ќе им смислиме нешто заради тоа што на нашите гласачи што им ветивме да излезе дека сме го исполнили ветувањето. Затоа што со години водеа важна кампања. И сега мора да излезат од таа ситуација.
И со сила ти бараат нешто, а те стават у затвор и да испаднат некакви херои пред нивните поагресивни гласачи. И најдоа ли доказ за дека Ништо не најдоа, дека глупости. за 5 евра најдоа ли доказ дека стигнале? Ни за пола евро не најдоа. Затоа што 5 Еве ја ќе ви ги кажам случаите. Првиот случај е тенк, таму не сум нападнат за пари. Таму не ме ни обвинуваа дека нешто провизија сме земале или било што. Воопшто тоа не е предмет. Напротив, вештокот кажа дека како беше формулацијата, дека маржата што ја земала компанијата што ја продава колата е во рамките на вообичаената маржа и нема никаков екстра профит. Така што обвинението воопшто не е за пари. Не е за. Обвинението е за сакање. Дека сум сакал, сум остварил влијание на министерот за внатрешни работи, бидејќи за да се набави возило блиндиран Мерцедес, бидејќи сум сакал и јас да бидам превезуван во него понекогаш. Сум сакал. Иако јас имав блиндирано возило, иако доста старо, но сепак бев превезуван во блиндирано возило, а бев превезуван во блиндирано возило затоа што законот налага секој премиер, секој председател на собрание и секој министер за внатрешни 24 часа мора да се покриени со блиндирано возило. Тоа е закон, подзаконски акт. Јас првиот ден кога бев назначен за премиер во парламентот, кога излегов од парламентот, ме чекаше возач со блиндирано возило. Не ме праша сакаш во блиндирано или во неблиндирано. Такви се законите и правилата во секоја земја и во Македонија. Сега, бидејќи сум сакал и во другото да се повозам, 2 години затвор. Ама и се случуваат, мислам, или И сум сакал да не се дознае за тоа. Значи, 2 пати сакање. 2 сакања. за 2 сакања. За 2 сакања сум, да. 2 години затвор. Например, во случајот ТНТ, оно за зградата на господинот Фијат Цановски, имате доста специфичен судија. Господинот Огнен Ставрев. Ке ни објасните ли зошто е толку специфичен? Па, Огнен Ставрев е во мојот случај специфичен, бидејќи сум долгогодишен водач на ВМРО, а тој е син на долгогодишен комунистички лидер. 2 спротивставени и идеолошки и политички опции. Кога требаше да се објави распоредот на судиите, го прашав од еден адвокат кој каков судија е, што е, така да научам нешто повеќе, бидејќи веќе сум во таа работа, нели, обвинети така. И тој вели, само да не ти се падне Огнен Ставрев и Кацарска. Викам, зошто? Највише го мрзат во ВМРО. Посебно Огнен Ставрев. Викам, зошто ја тој човек него ни познавам, ништо лошо не сум му направил. Не, вика, многу лошо ќе биде. И Огнен Ставрев е во 2 случаи, Кацарска беше во 1. Од вкупно 5-3 кај нив. После се распрашав и дознав дека тој е син на долгогодишен, еве така да го наречем, лидер во комунизмот, кој што бил на многу функции. Бил председател на Македонија. Тогаш има други називи. Да. Сега ја ги кажувам по денешните називи, тога се викале различно. Бил председател на влада, значи премиер. Бил градоначелник на Скопје. Бил генерален секретар на Централниот комитет на Комунистичка партија на Југославија. Подпредседател на влада. Па бил подпредседател на влада на Југославија. И така натаму, значи човекот во тоа време, ја лично не сум го запознал, но бил на многу функции и бил еден од лидерите, барем во Македонија, на Комунистичката партија и идеологија на која што ВМРО е директно спротивставена. Тоа е партија што ги судеше ВМРО-вците и за време на комунизмот. Значи, не сака да се видат едни со други. И во тоа време и денеска. И сега, синот на тој лидер, кој што можам да замислам дома колку негативно се зборува за ВМРО, за нашата идеологија, за нашите размислувања, ме суди мене. Ја 14,5 години го водам ВМРО и синот на лидерот на Комунистичката партија во тоа време, односно еден од лидерите на комунистите, ми е судија. И уште ми кажуваат еден од најголемите мрзачи на ВМРО. Го мрзи ВМРО. И јас сега седам и одам на суд кај него. А зашто одам на суд? Да видим. Одите за ТНТ? Одам за ТНТ, тој е едниот случај, каде што Фијат Цановски, преку своја фирма,
почнал да гради зграда. За да гради зграда добил градежна дозвола од општина Газибала. Општината му издава градежна дозвола според правилниците што биле во тоа време, а тие правилници налагале дека на одреден број станови што планира да ги изгради, мора да има одреден број на гаражи, односно гаражни места. За да се изградат тие гаражи, односно гаражни места, морало да се изградат 3 нивоа подземја. И он таква градежна дозвола побрал и таква добил. Со 3 нивоа подземја и точно се знае колку метра треба подземја да биде изградено. Направено е во метри. Почнавале да копаат. Прво се копа јамата. Она градежна јама се вика. Но кога дошле негде на висина на -2, или -1 ниво, -2, се појавила вода. Тоа не е нерешливо во градежништвото, се решава, ама треба голема инвестиција. Според експерти што консултиравме, на толкава голема зграда, требало едно 2 милиона повеќе евра да вложат, за да го решат проблемот со појавата на вода. Во тоа време фирмата решила, фирмата на Ција Цановски, да не го прави тоа, да застанат на -2, за да не вложуваат 2 милиони евра повеќе. И почнале да ја градат зградата со наместо со 3 нивоа подземја, со 2 нивоа подземја. Стигнале до надземја некаде 2-3 ката, иначе не знам 7-8 ката или колку бива таа зграда или 10. Негде кога стигнале до 2-3 кат, инспекцијата во општина Газибала открила дека има дивоградба. Бидејќи дивоградба е се што е спротивно на градежната дозвола што е издала општината. Меѓутоа тој бил свесен за тоа. Сега ќе видите дали бил свесен. Оди врши увид и му дава написмено дека гради спротивно на градежната дозвола и бара од него да го сруши тоа изграденото, тоа и 10% не е од тоа што планира да го изгради, и да изгради од поново како што стои во градежната дозвола. Тој во тој период се пушта на сите страни политички да си го реши проблемот, да му се прогледа низ прсти и така натаму, прави максимални напори кај ќе стигне, тој самиот го кажува, не успева. И во даден момент бара од општина Газибала да му е смени градежната дозвола и да му ја направи како што тој си гради. Значи со тоа признава дека градел спротивно на закон. Општината му вика имаш 1,40 м поплитко, изградено треба уште 1,40 м надоле за да има уште едно ниво. Тој вика да, така е. Еве ви барање, писмено, на основа на кое ве молам да не биде уште 1,40 м подолу, да биде пократко и така. И они му одговараат, ние не можеме тоа да ти го завршиме, затоа што е спротивно на правилникот, според кој што е донесен ДУПот. А тоа не може да се врати. ДУПот е донесен, правилникот е донесен, по тие услови ти издадена градежната дозвола и да сакаме, не можеме. Значи, нема решение тука. Освен рушење и градење од поново. Доаѓа ситуација да се руши, тој превзема дека тој ќе си ја сруши зградата сам, ангажирал некоја фирма за рушење, која што бавно го руши сето тоа, но по некое време се забрзува рушењето и се руши зградата. И сега вадат телефонски разговори, а не гледат што се случило. Значи, дали ние сме збореле, дали не сме збореле, што сме збореле по телефон е ирелевантно. Клучно е, имало дивоградба или немало дивоградба. Законски е што општината му побарава да се сруши или не е законски? Законски е, затоа што тој си признава до општината, барајќи нова дозвола, изменета, затоа што подава на суд, на управен суд, губи, и оди на виши управен суд, губи и таму. Значи, на сите судови губи. Нас не судат со години, ни бараат казна од над 5 години затвор, 5-10 години затвор, затоа што сме ја злоупотребиле нашата должност и му се срушила зградата на Фијат Цановски, односно на неговата фирма. А имаме класична дивоградба, во која што свесно, човекот свесно за да заштити 2 милиони евра, решил да гради спротивно на градежната дозвола. Титаник? Докази се уште нема? Титаник е случај каде што за мене практично нема ништо конкретно таму. Нема докази, нема ни некои снимки против мене, ништо нема против мене, но мене ме товарат како одговорно лице. Значи, било што било таму внатре,
ти бидејќи си одговорно лице у партијата и ти си крив. Си знаел, не си знаел, твој проблем. Инаку се работи за финансирање на партијата, од не знам колку илјади донатори, нашле 40-50 лица, кои што рекле или не се сеќавам дали донирав, или не знам дали е мојот подпис, може би некој рекој и не е неговиот подпис, ама од 5000, ако 5-60 се такви, вие не можете да прогласите дека се било нелегално и дека целиот износ на уплатени средства во тој период треба да се уплатат сега во буџетот. Тоа е тотално лудо. Тотално лудо. Значи, на сила, со еден гнев, со една негативна енергија, да не доведат во не знам што сакаат тие. Да има смртна казна, веројатно ќе побара смртна казна. И имате и трето сакање согласно обвиненијата на СЈО. Во третиот сте сакале, согласно според случајот траекторија, сте сакале побрзо да се заврши автопатот за да соберете политички поени. Да, тоа е траекторија се патиштата. Да. Со кредити од Кина. Тоа е многу интересен случај. Истиот член е 359 како што е во случајот со Тенк. Да. Насловот се вика на членот вршење влијание заради остварување награда. Наградата кај Тенк е што ќе сум се повозел у колата, а наградата кај патиштата е што ќе се завршиле предизбори и ќе сум добил политички поени пред гласачите. Тоа е наградата. А се обидува во јавноста да го представат како провизија. Пуштаа некои снимки кои што се однесува на сосема други работи, поврзани со гаранции и со такви работи. На што се однесува поточно? Не би сакал да ги коментирам снимките. Значи, став ни е наш да не ги коментираме снимките, но не се однесуваат на тоа што они го тврдат. И не само што не се однесуваат на тоа што го тврдат, него и ги немаат приложено како доказ, затоа што не знаат дека не се однесуваат на тоа. Воопшто не ги ставиле како доказ во обвинението, тие снимки, тоа, она како се викаше 5 од селото, тоа го нема, не е во нашето обвинението. А што го нема во нашето обвинение? Него воопшто во обвинението не се спомнува дека провизија сме барале. Туку дека сме сакале да оствариме награда, тоа го кажа обвинителот во судница, го има во обвинението, го пишува. Награда, а наградата е патот ќе се завршил пред избори и ќе сум остварил ја лично политички поени пред изборите. Ама нели е тоа 3 години затвори за тоа. Ама нели е тоа опис на вашето работно место? Па ја не знам дали има некој премиер во светот што не сака ветените проекти да му се завршат побрзо или пред избори. Тоа е опис на вашето работно место како премиер. Нормално е опис на моето работно место е што да исполнам програмата на владата. Која што програма е усвоена на влада, објавена и е дел од тоа. И сум сакал порано се заврши. Зошто да не сакам порано се заврши? Кои се тие глупости дека сум сакал пред избори и така натаму? Патем речено, тие таму тврдат дека сум сакал да се заврши патот пред редовните избори во 2015. А редовни избори во 2015 немаше, бидејќи направивме предвремени избори во 2014. Не знам дали ме разбирате. Да, да, разбирам. Година дена порано имате избори. Значи да сум сакал, не сум го оставил. Да. Ете, тоа се обвиненијата и што беше уште едно имаше. Имате за шамарите во центар. Да. Имате ли имаше ли шамари во центар? Шамари не само што немаше, туку се работи за случаи каде што вадат некој разговор, каде наводно јас му кажувам на Јанакиевски, тој таму ако вака или онака биде некој треба да му даде 4 шамари, толку, нити шамари судрења на некого не ништо. Но после недела или две, пред општина Центар се случуваат демонстрации од невладина организација или движење некое, кои што за сосема друга работа се бунат. Доаѓаат да протестираат за поништување на план во кој што е предвидена црква веќе почната да се гради. И загрижени дека таа црква може да прекине да се гради, се собираат 700-800 луѓе, демонстрираат. И сега од цела толпа од 700-800 луѓе, обвинителството извлекува 8. За тие 8 нема снимка, видео, нема никаков доказ дека скршиле прозор. Иако таму имаше некој прозор скршен, ама не дека они го скршиле. Може би некој друг го скршил, ама тој не е на обвинителна купа. Тие 8 немаат нити скршено, нити удрено некој. Нема никаков доказ за скршено или удрено. Нив ги обвинуваат за насилство, ама знаете што е насилството? Не е тепање.
не е удирање, не е повредување, не е кршење барака, бидејќи нема за нив такво нешто. Ги нема нигде на снимка како некого удираат или нешто кршат. Нити па некој сведочи дека они скршиле нешто или удариле. Туку со нивното присуство создале чувство на вознемиреност и несигурност кај советниците на СДСМ во општина Центар. А советниците на ВМРО не се плашат? Они не се плашеле. Овие се плашеле, советниците на... Значи, ако некој демонстрира, и тој против кого демонстрираат, ако му се создаде чувство на несигурност и страв, тогаш тие се насилници. Кај мене, кога бев во владата, Тоа сам да ве прашам. секоја недела некој демонстрираше. Да. Имаше и крвави демонстрации. Протестирајќи пред вашиот дом. Протестираа и пред мојот дом. Со налети да го пробијат кордонот, да влезат во зградата, да се справат со мене и со моето семејство кое што беше внатре. Па никогаш на памет не ми паднало да покренам против тие што ќе ги видиме на камера и ќе ги препознаеме, да покренам тужба за насилство. Затоа што ми создале чувство на несигурност. Па вие се сеќавате на 6 мај 2015 кога беа оние крвави демонстрации кога 40 полицајци завршија во Да, кога беше болница. запалена... Ја во тој момент бев во владата. Имавме седница на влада. Ми јавуваа постојано што се случува надвор. Што да направам? Си ја тера владата. Да станам да бегам? Не бегам. Ми кажа нападнати се полицајци, повредени, однесени во болница, агресивна е толпата. Се ми информира. Владата заврши некаде околу 8 сат. Во 8 веќе имав закажано Виктор Мизо да го донесе представникот на Johnson Controls да каже да се договориме околу инвестиција во Македонија, онаа во струмите што се случи после. Тоа беше последниот разговор и преговор за да се реализира таа инвестиција. Ја не бев загрежен за мене што ќе ми се случи, туку бев загрежен инвеститорот да не се исплаши. И му велам на Виктор Мизо, викам, Виктор, по телефон, внеси го таму преку гаражите, да не види што се случува, да не се откажат. Ке ни отиде инвестицијата, работиме на неа 3 години. И дојдоа тие. И на македонски го прашувам Виктор, викам, виде ли ова надвор што е како е? Виде, вика, добро, демонстрации сегде има, не е проблем. Така да вика, не е тоа страшно. Мислам дека нема да биде проблем. И додека разговаравме, инвеститорот, збориме сега детали, да не ве замарам со се, и во еден момент тој вели вака. Сведок е Виктор Мизо, сведок и самиот тој, што го збореше. Вика, ние сме многу близко да донесеме одлука кај вас да инвестираме, се мислиме меѓу вас и Србија. Многу сме близко да поповолни ни се усвоите кај вас. Но имаме една загриженост. И јас си велам, да, сега готово. Загриженост. Надвор 40 полицајци болница однесени. Тоа е тоа. Што е, викам, загриженоста? Па вика, загриженоста е некако имаме впечаток дека брзо напредува државата. Се плашиме дека по кратко време платите ќе почнат да растат. И сега математиките со платите ни одговараат, но ако брзо се зголемат, профитот ќе ни се намали. И затоа се мислиме што да правиме. И ајде, свртив почета, почна да му зборувам, ќе растат платите, ама тоа нема така да оди брзо. Имаме уште многу невработени, треба да се вработат, години ќе поминат и некако го убедив. И се случи таа инвестиција. Сакам да ви кажам, во ситуација кога сме имале 1000 пати пожестоки демонстрации против нас, не ни паднало на памет да се занимаваме с некој заради присуство да го тужиме. Друго е некој ако има снимка како повреди полицајец и така, тоа е друга работа. Но некој затоа што присуствува и со неговото присуство ми влеа чувство на несигурност. Па тоа не е демократија. Да, така пишува во законот. Може тоа. Ама политичар што и институција што разбира што е демократија, не би требало на памет да и падне. Ако нема докази дека некој искршил, удрил и така натаму, да го изнесе пред суд затоа што бил присутен на демонстрации. Меѓутоа имавте докази. Значи тие 8 луѓе се за насилство, а јас и Милија Јанакиевски за поттикнување насилство преку наводниот разговор што сме го воделе дека јас сум рекол шамари, а шамари не се случи. Меѓутоа имавте докази, имавте снимки за дел од демонстрантите во шарената револуција кои што правеа практично зулум по градот. Значи не само
агресивните демонстрации, уништуваа споменици, уништуваа државен имот, го кинеа државното знаме, го палеа, го блокираа градот, протестираа секој ден, успори бизнисот. Зашто не преземате ништо? Имаше само една Јас тоа го бев оставил на институциите, тие да го решаваат. Не е моја работа да кажувам на кого треба прекршошно, на кого не треба, кој треба у притвор, кој треба у затвор. Ја така ги гледав работите. И така треба. Не е премиерот тој што ќе оценува дали некој треба во затворот или не го затворот. Тоа сега така. Оцените дали ќе затворот или не, меѓутоа да ги наведете институциите малку построго да го спроведат законот во тие моменти. Секогаш мојата инструкција била кон институциите да го спроведуваат законот. Секогаш. Ништо повеќе, ништо помалку. Има една срекна, меѓутоа во вашата ситуација аналогија несрекна. Мене овие судења ми изгледаат по онаа најавата на Радмила Шекеринска дека ВМРО треба да се суди, да му се суди како во Нимбершкиот процес. Да, имаше таква изјава. Уште додека траеше Пржинскиот договор или после него, Да. имаше изјава на Радмила Шекеринска дека треба да не судат како во Нимбершкиот процес, демек ние фашисти, и треба да формално да излеземе на судење и да си ги добиеме казните. Тоа е тоа. И така се случува. Тоа се случува, да. Одиш на суд и гледаш од првиот момент дека судиката више донела одлука. Само глуми да помине процедурата. Тоа е тоа. Тоа беше нашето судење. И се уште е. И јас го изражав и тоа, јас не избегав од правдата. Многу луѓе викаат бегалец од правдата. Не е точно. Јас до последен момент на секое рочиште присуствував. Бев активен, се борев, секојдневно координации со адвокатите, иако знаевме дека се бориме со ветерници. Но се борев. Се до моментот додека не дојде упатувањето за одење во неправеден затвор. Неправедно одење во затвор. Значи, ја не избегав од правдата, ја избегав од неправеден затвор. Политички донесена одлука за некого да го стават во затвор и покрај тоа што нема вина. Тоа е тоа. Од тоа заминав од Македонија. Планирате ли да се вратите? Нормално дека планирам. Јас тука дојдов превремено да се засолнам од налетот на политичкиот прогон. И еден ден кога ќе се стабилизира ситуацијата и кога оваа марионетска власт ќе замине, еден ден кога ќе дојде влада која што ќе ги ослободи судовите и ќе им даде да носат одлуки како што им налага совеста и пред се законот, јас би се вратил и не очекувам да имам проблем во тој момент. Мислите ли дека наредните избори имаме сега редовни претседателски избори, опозицијата бара и предвремени парламентарни избори? Мислите ли дека ќе има предвремени парламентарни и што мислите како ќе биде исходот од претседателските? Јас мислам дека нареден председател ќе биде барем некој време Талат Џафери. Во која смисла Талат Џафери би бил председател? Не е кандидат, мислам. Па изборите се така направени, зборувам за изборните денови, да вториот круг на председателските избори завршува на 5 мај. Мандатот на Иванов завршува на 12 мај. Значи на 12 веќе ние, ако не се завршени сите процедури, нема да имаме председател. Многу е мала веројатноста дека меѓу 5 и 12 ќе се завршат сите оние периоди за жалба до ДИК, одговор на ДИК, решавање, тужба до еден суд, тужба до друг суд, носење на конечна одлука на Државната изборна комисија за прогласување кој е победник, кој не. Ова под услов се да биде во ред. Под услов да имаме кандидати и во првиот и во вториот круг два кандидати. Мислам дека не случајно е направено тоа, толку доцна да се поместат изборите. Според моето искуство, доста е веројатно дека барем неколку дена или можеби некоја недела Талат Џафери како председател на собранието ќе врши улогата на председател. Очекувате некоја одлука да донесе по... Па не е исклучено дека тоа е и договор помеѓу СДСМ и ДУИ. За во тој вакуум период да испотпише се што треба да испотпише и кој дојде после, што и да биде, да е веќе завршена работата. Доколку би имало, мислите ли дека ќе има предвремени парламентарни? Кога сме ги Талат Џафери беше избран на крајно нелегален начин, крајно сомнителен, да, неуставно, никој не знае колку гласа
колку луѓе гласа. Меѓутоа, она што се случи на вечерта кога беше избран беше несрекниот тој 27 април. Вие не бевте во Македонија, меѓутоа знаете што се случуваше. Бевте прв кој што ги осуди насилствата. Иако многумина ви замерува. Уште од Виена. Да, иако многумина ви замерува. По Facebook. Да, многумина ви замерува за тоа. Ке дадете ли некој коментар околу 27 април? Да, многумина ми замерува тога заради тоа, но мислам дека направи добар потек што уште од Виена повикав на смирување на страстите и на запирање на било какво насилство, затоа што може последиците да бидат и поголеми. Да. Немам некој посебен коментар, сум кажал многу пати за 27 дека е упадот во собранието и тепањето на пратениците дека е нешто што не требаше да се случи. Сосема во ред беа протестите, тоа никој не може нити да го осуди, нити да го стави на некаква негативна листа или било што. Значи, тоа беа легитимни протести за работи кои што беа сосема нормални, прифатени од граѓаните. Огромен број на луѓе учествува во тоа, огромна маса на народ излезе да ги поддржи тие протести против тиранската платформа и беа сосема оправдани и ние ги поддржувавме исто така како граѓани, како што сакате земете, но ситуацијата ескалираше кога власта, денешната власт, СДСМ и ДУИ, го испровоцира населението преку избор на незаконски и неуставен начин на председател на собранието. И тоа во време кога знаеа дека има народ пред собранието. Значи тоа може да направи дента во 2 сат кога нема никој или попладнето или слично. Но тие го направија тоа токму го одбра моментот кога надвор има толпа народ која што е неелектризирана, која што следи што се случува преку смарт телефоните. И на некој начин луѓето подлегнаа на тие провокации, влегоа во парламентот, се случи што се случи. Тоа беше нешто што можеше многу лесно да се предвиди, дека единствено на кој што ќе му наштети е на ВМРО ДПМН и не тие луѓе таму. И така и се случи. Меѓутоа, ќе се согласите ли со мене дека тоа ништо од ова немаше да се случи доколку господинот Крсто Муковски не отвореше врата? Не можам да ги коментирам тие детали околу тоа дали отвори или не отвори вратата, особено затоа што неговиот случај се заврши со амнестија, но генерално влегувањето на толпата беше нешто што го промени текот на настаните потоа во негативна насока и за ВМРО ДПМН уште повеќе за Република Македонија. Со оглед на тоа што од тој ден најголем профит има СДСМ, практично дојдоа на власт, после тој ден вие отидовте во опозиција. Имате ли информации кој го организирал тоа? Немам такви информации кој го организирал. Мене ми изгледа дека е спонтано случено. Не исклучувам дека може би некој нешто правил, а да не сум го дознал, но ми изгледа дека е спонтана реакција на загрижени граѓани. Обвинителката Вилма Русковска неодамна кажа дека еден од сведоците ве послушал вас како организатор на 27 април. Да, го чув тоа, дека некој заштитен сведок кој што бил близок до мислечени до Јане Ченто, некогаш бил близок, од она што го развав потоа и не бил близок, напротив бил негов противник, дека кажал дека наводно Јане Ченто кажал на заштитениот сведок дека јас сум бил организатор заедно со Чавков, преку Чавков сум ги работил работите. Прво сакам да кажам дека Чавков добро го позна, се работи за врвен професионалец во неговата дејност. Тој е човек што цел свој живот го посвети на безбедноста на Македонија и тој не би ни прифатил кога јас би му побарал такво нешто. А мене не ми паднало на памет да побарам да влезе толпа народ и да тепа пратеници. Така што ниту такво нешто има, ниту пак мислам дека Чавков учествувал во некакви матни игри или нешто слично. Мислам дека и тој е еден од жртвите на прогонот. Како што се и многу луѓе други таму што останаа и сега ги судат. Надвор од овие што ги амнестираа. Каде бил Чавков вечерта? Јас не знам каде бил, тој си кажа. Јас не бев во Македонија, така да не можам да кажем каде бил. Јас бев во Виена. Не знам во колку часот беше, едно време го добив Чавков со апел да што побрзо се стопираат сите ситуации каде што има насилство и слично и тој ми кажа правиме се што можеме. Тој не ми рече чекаме малце да ги потепаат или нешто друго. Тој ми рече правиме се што можеме, даваме се од себе, собираме нови полициски сили, не фати во изненадување целата оваа работа, даваме се од себе и да знаете дека тераме во тој правец. Тоа беше. Ја само апелирав, ја во тој период не бев премиер,
бев председател на партија, но го знаев Чавков како човек на кој што преходно сум бил премиер, загрижен од тоа што го гледав преку телефон, преку интернет, го побарав да го прашам дали може побрзо да се интервенира, тој рече правиме се што може. Тоа е тоа. И мислам дека правиа се што може. Тогаш бевте во Виена, денес сте во Будимпешта. Да. Кажете ми, каде се гледате следната година и каде се гледате после 5 години денес? Па за следната година во голема мерка зависи од Зоран Заев и од тајфата околу него. А за 5 години веројатно зависи од граѓаните колку ќе им остават на ова марионетска власт да останат на власт. Ја мислам дека нема да им остават толку долго, така што ќе видиме. Господине Груевски, ви благодарам на исцрпното мега интервју. Благодарам, ми беше задоволство и на мене. Поздрав до сите кои што не следа. Благодарам. Ви благодарам.